Владата на Социјалдемократскиот сојуз и Зоран Заев не е ниту народна, ниту реформска. Владата на СДС е лицемерна и тајкунско милионерска. Зоран Заев и неговите соработници години наназад го лажија и манипулираа народот за наводно постоење на режим и диктатура, а само после 30 дена се покаже дека сите тие, додека говореа едно во јавноста, зад камерите безмилосно товареле огромни богатства на собствените сметки и на сметките на нивните најблиски. Владата на Заев, според пријавените анкетни листови, тежи над 40 милиони евра. Да, точно слушнавте. Доколку пријавиле се што имаат, а се сомневаме дека тоа го направиле, Заев и неговите соработници тежат над 40 милиони евра. Само во недвижен имот Заев и богаташите околу него во владата поседуваат преку 50 станови, куќи, викендици, луксузни хациенди во Македонија и надвор од неа. Значи, говориме само за првиот ешелон, односно најблиските соработници околу Заев во владата, во квадрати поседуваат преку 8000 метри квадратни стамбен простор. Поедноставно кажано, милионерската влада на Заев има во своја собственост една зграда од 15 ката. Возниот парк на Заев и милионерите околу него, според пријавената вредност, тежи над 700.000 евра. Доколку пријавиле се што имаат, а се сомневаме во тоа, во нивна собственост се 35 луксузни автомобили. Возниот парк им е составен од Масерати, Порше, Мерцедеси, Аудија и други возила на кои може да им позавидат и арапските шеици. Накитот, брендираните часовници, уметничките слики кои ги пријавиле богатите министри на Заев вредат над 300.000 евра. Се разбира дека и тука постои сомнеш дали навистина пријавиле се што поседуваат. Ова е вистинската слика за луѓето кои години наназад го убедува народот дека живеат во режим. Ова е лицемерието кое сега го гледа целокупната јавност. Сега им е јасно на сите зошто министрите на Социјалдемократскиот сојуз го криеа и одоговлечуваа пријавувањето на имотот. Сега Заев и газдите министри им должат одговори на граѓаните на Република Македонија кои работат за плата како фирмите на Заеви свртеле над 200 милиони, а семејството Заеви стекнале имот од близу 6 до 7 милиони евра. Додека граѓаните возат половни автомобили, како успеал во режим газда Кочо да вози луксузни возила како Масерати и Порше и да ужива во имот од над 28 милиони евра. Додека граѓаните имаат по еден или два стана или живеат по кирија, како Шекеринска купила 4 стана кои си ги издава самата себе си за стотици илјади евра кирии. Како газда Роберт Поповски под режимот направил околу 300.000 евра имот, има 3 стана и една куќа. Како газда Шапурик во режим создал имот од над 350.000 евра. Како богаташите Самка Ибраимовски и Зорица Апостоловска стекнале над 1 милион евра во режим. Помина времето на лаги и манипулации, ќе мора да им се одговори на граѓаните од каде толкав имот во рацете на неколку луѓе блиски на Заев.